Koja je reakcijata i kako gleda Kumanovo na ova kriza? И 99-та година исто така имавме бегалска криза и таа беше голема. И тогаш имаше екзодус како што има сега и тоа ќе продолжи најверојатно се додека и војните беснеат по светот. Тогаш 99-та година беше главно на границата Србија Македонија кај Лојане. Сигурно господинот Пивоваров се сеќава на тоа време. Мислам дека тогаш имаше поголема емпатија на населението, на локалното население кон овие луѓе, затоа што беа од иста етничка заедница албанци. Меѓутоа се појавува една друга точка на вриење што ја тоа така го доживувам, кога на локалното население во почетокот ламентира над состојбата на луѓето кои бегаат, а потоа почнува и да им завидува кога ќе види каква хуманитарна помош добиваат. Да се разбереме, населението во Македонија и овој крај, дали Ликовско, Кумановско, е сиромашно. И кога ќе видат дека бегалците добиваат многу банани, добиваат многу сокови, многу ова, многу она, веќе почнуваат да ги гледат и поинак. И сега тука би завршила, да не се навраќаме на таа 99-та година. Оваа бегалска криза или емиграција на луѓето од овие далечни земји за кои можеби не сме ни сонувале дека ќе дојдат тука, а можеби тие исто, можеби не ни знаат каде се наоѓаат, едноставно имаат зацртано нешто или некој ги координира или некој ги насочува. Значи, ова не е од сега. Македонија не беше подготвена за вакво нешто. Македонија слепо се однесуваше. Пред неколку години населението од Литковско викаше новинари. Тие жители што ги викаа новинарите анонимно разговараа со нив, не сакаат да се покажат. Затоа што во Литковските села имаше многу луѓе, и тоа мажи, млади, кои доаѓаа по црни патишта, односно со овие таксисти илегално или што ја знам, остануваа таму. Некои од жителите им земаат пари, им издава куќи, ја не знам, мислам дека ова ви е познато. Која е ситуацијата сега? Сега, со ова, кога се организира кога се направи коридор, да го наречам така условно, каде треба да поминуваат, кога се појавија хуманитарните организации, кога се вклучи Министерството за внатрешни работи, состојбата е сосема поинаква. И тоа така треба да биде, меѓутоа требаше да биде од самиот почеток. Но, господине Пивоваров, спомнавте и вие дека има сериозни најави дека ќе има можеби промени на начинот како Европа комуницира или ќе реагира сега со оваа криза. Како мислите дека Македонија ќе се соочи со такво нешто ако се затвараат границите и дали се прави некаков план секако за некаква реакција? Значи, секако дека ова прашање е многу чувствително за Република Македонија, бидејќи од она што кажа и колегата дека бевме рута транзит за Европа. Мислам дека пред 6 месеци уште во едно интервју на 24 вести кажав дека сите држави имаат можност за абсорбација на одредена количина, односно бројка на граѓани кои може да ги инкорпорират во своите општества. Очигледно е дека овој бран на бегалци продолжува, бројката се зголемува и уште тогаш кажав дека државите еден ден ќе почнат да ги затвараат границите, така да видовме и самите, дури војни единици, дури и устави менуваа, да кажеме во Словенија, да може војската да излезе на граница. Дојде во ситуација да одредени периоди тие граници беа затворени за проток на лица, а голема група на вакви лица кои бегаа од кризните жаништа се наоѓа токму на минување из Македонија и Србија. Сериозен проблем ќе биде доколку таа бројка е многу голема во Република Македонија. Инаку сакам да истакнам дека доколку човечноста и хуманоста се ценеше на патот на рутата на бегалците, мислам дека Македонија доби чисто десно. Со исклучоци велам на некои луѓе кои ги малтретира и така натаму, меѓутоа тоа бе исклучок. Од друга страна, Извинете, имаше и убиство. Значи, кажувам дека генерално не може 2 милиона ние граѓаните кои на секој начин беавме да помогнеме и некои, буквално кажем, идиоти што ги малтретира луѓето да бидеме истош
генерално зборува. Да. Меѓутоа, доколку бројката Македонија мора да направи проекција, верувам дека службите работат на тоа, колку би имала можност и капацитет вистински да ги згрижи ваквите бегалци. Срамно е оние кампови кои се правени во Либија, што ги гледаме на телевизија, каде што немаат никакви услови. Значи, не е суштината да направиме кампи да живеат во никакви услови, колку да преживуваат, односно да се мачат. Логиката е да направиме вистински услови да тие луѓе може да преживеат, нели, својот дел од животот да го поминат во тие кампови. Меѓутоа, и ние сме мала држава, економски, финансиски несилна држава, така да капацитетот, верувам дека во Македонија ќе биде проектиран согласно овие принципи кои ги кажем. Затоа велам дека генерално ниту една држава во Европа не може сама да се справи со оваа криза. Мора да се носат брзи и прецизни одлуки од Европската унија. Нормално ние како кандидат за членство да ги прифаќаме и да ги исполнуваме таквите нивни барања. Меѓутоа секогаш да не биде на штета на националните интереси на државата. Проблеми веќе се јавуваат. Тие проблеми Кои се тие проблеми? Значи, проблемите доаѓаат пред се од ономо каде што овие луѓе се стационирани. Ако минатава година имаше некоја статистика во Шведска, дека бројот на извршени кривични дела од ваквите лица се зголемува, особено потешките форми на кривични. Она од Германија што го читавме дека во одредени кампови веќе се во самите кампови се направени гета на криминалот, значи проституција, дрога и така натаму. Значи тоа е, претпоставам, начин на издржување доаѓање до финансиски средства на вакви лица, што е казливо во нивните држави и така да ваквите лица ќе представуваат проблем. Меѓутоа треба и самите да знаеме дека доколку оваа криза потреб подолг временски период, имајќи во предвид психологијата на маси, тие живеат во една маса, значи многу мала искра е потребна да биде некој инцидент со домашните власти или во самата заедница во која тие живеат. Во такви ситуации се создава една слика глобална за ваквата категорија лица и она е тоа што доведе од нова година па наваму. Да ги читаме извештаите, последниот од Шведска беше дека планира оваа година да протера 80.000 бегалци. Тоа е нивно право, национална политика, меѓутоа веќе се соочуваме да и другите земји прават вакви проекти за протерување на ваквите лица. Генерално решение, да кажам, за овој проблем е што похитно да се организира таа меѓународна конференција помеѓу завојуваните страни, да се изнајде решение, како што почна војната, така меѓународната заедница, големите сили, може да ги притиснат да се дојде до некој мир, кој мир нормално никогаш не почнува од еднаш ратот заврши, почнуваме со мир, ќе има проблеми, меѓутоа со тек на времето да може да се вратат луѓето во една нормална. Сакам да ве прашам исто